Bonjour et bienvenue. Добър ден и добре дојдовте. Јас сум Ленче Димшовска, наставник по француски јазик во Основното училиште Славе Коарсо во село Подмочани Ресе. На денешниот час ќе ги изучиме членовите на семејството, лексика и определен член. Значи цели на денешниот час ќе ни бидат да умееме да ги представиме членовите на своето семејство и да умееме да ги употребуваме определените членови. Да започнеме. Ќе ви зборувам во името на Софи. Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 8 ans. Je vous présente ma famille. Добър ден, јас се викам Софи. Јас имам 8 години. Ви ја представувам мојата фамилија. Најпрво имаме la famille, што значи фамилија. La famille. Les grands-parents, баба и дедо. Les grands-parents. La grand-mère, baba, la grand-mère. Le grand-père, dedo, le grand-père. Ma grand-mère s'appelle Pauline et mon grand-père s'appelle Jacques. Les parents ни се родители. Le père, татко. Le père. La mère, майка. La mère. C'est mon père. Il s'appelle Nicolas. Il a 34 ans. C'est ma mère. Elle s'appelle Elisabeth. Elle a 34 ans. Les enfants, деца. Les enfants. La sœur, сестра. La sœur. Le frère, брат. Le frère. Ma sœur s'appelle Christine. Elle a 6 ans. Mon frère s'appelle Bruno. Il a 10 ans. La tante ми е вуйна тетка Стрина. Le tante. L'oncle. Вуйно, вуйко, стрико, тетин. L'oncle. Le cousin, братучет. Le cousin. C'est ma tante. Elle s'appelle Pauline. C'est mon oncle. Il s'appelle Jules. C'est Jean-Christophe. Il est mon cousin. L'oncle. C'est mon oncle Paul. Il joue aux jeux vidéo. C'est mon oncle préféré. Да ги повториме членовите на семејството. Le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, l'oncle, la tante, le fils, la fille, la cousine, le cousin. Тука табеларно ги имаме представено членовите на семејството кои што ни се во машки род, членовите на семејството кои што ни се во женски род и членовите на семејството кои што ни се во множина. Во машки род ги имаме le grand-père, le père, le frère, l'oncle, le fils, le cousin. Во женски род ги имаме la grand-mère, la mère, la sœur, le tante, la fille, la cousine. Во множина ги имаме les grands-parents, les parents, les enfants, les cousines. Што можеме тука да забележиме? Во оваа табела. Во оваа табела можеме да ги забележиме определените членови, а тоа ни се за машки род еднина го користиме определениот член Л. За женски род еднина го користиме определениот член Ла. За машки и женски род еднина пред самогласка го користиме членот Л со апостроф. И за машки и за женски род во множина го користиме определениот член Л. Да направиме една вежба. Во оваа вежба треба да ги напишеме правилните определени членови. Во првото имаме Pauline, grand-mère de Sophie. Grand-mère ни е во женски род еднина. Значи тука треба да го имаме членот ла. Pauline est la grand-mère de Sophie. Во втората реченица Jacques est grand-père de Sophie. Grand-père машки род еднина. Значи тука го имаме членот Л. Jacques est le grand-père de Sophie. Nicolas est père de Sophie. Père, татко,
ние во машки род еднина го имаме членот L. Никола е le père de Sophie. Елизабет е mère de Sophie. Mère, женски род еднина, мајка. Ла. Елизабет е la mère de Sophie. Кристин е sœur de Sophie. Сер, женски род еднина, сестра, повторно го имаме членот ла. Кристин е la sœur de Sophie. Бруно е frère de Sophie. Frère, брат, машки род еднина, го имаме определениот член L. Бруно е le frère de Sophie. Бруно е fils d'Елизабет и Никола. Fils ни е син, машки род еднина, повторно го имаме членот L. Бруно е le fils d'Елизабет и Никола. Кристин е fille d'Елизабет и Никола. Феј ни е керка, женски род еднина, ќе го употребиме определениот член ла. Кристин е la fille d'Elizabeth et Nicolas. Christine, Sophie et Bruno sont enfants d'Elizabeth et Nicolas. Enfant, множина, деца, ќе го имаме определениот член ле. Christine, Sophie et Bruno sont les enfants d'Elizabeth et Nicolas. Jules et Paul sont oncles de Sophie. Онкла ни е во множина, ќе го имаме определениот член ле. Jules et Paul sont les oncles de Sophie. Pauline е tante de Sophie. Tante ни е тетка војна стрина и ќе го имаме за женски род еднина определениот член, а тоа ни е ла. Pauline е la tante de Sophie. Jean-Christophe е cousin de Sophie. Cousin ни е братучет, машки род еднина и ќе го имаме определениот член L. Jean-Christophe е le cousin de Sophie. Одиме на втора вежба, во која што ќе треба да погодиме кој што му е на некој. Првото прашање ни е: C'est le père de ton père. C'est qui? Mon grand-père. C'est la sœur de ta mère. C'est qui? Ma tante. C'est le fils de ta mère. C'est qui? Mon frère. C'est la fille de ton oncle. C'est qui? Ma cousine. Bravo. Qui sont les membres de ta famille? Кои се членовите на твојата фамилија? Тоа треба да ни го кажеш во твојата домашна задача. Au revoir, ви благодарам за вниманието. До гледање.